Почитувани, како одговорна и транспарентна локална власт, во изминатите 3 години, со чесен пристап, реализиравме повеќе од 400 проекти кои придонесоа граѓаните на општина Штип да имаат подобри услови за живот. Денес Штип е општина со променет лик, која секојдневно се менува според потребите на граѓаните, бидејќи нашата визија и работа ја фокусираме на потребите на граѓаните. Со многу љубов, труд и работа во Штип се реализирани голем број на проекти за сегашните и идните генерации. Во делот на инфраструктурата, асфалтирани и реконструирани се голем број на улици, во секоја населба во вкупна должина нешто повеќе од 10 километри. Изградени се конзули на река Отиња, со што се проширија главните улици во централното градско подречје долж коритото на реката Отиња. Извршено е проширување на постоечки мост на река Отиња и изградба на нов мост, со што се овозможува побрза фреквенција на возилата во централното градско подречје. Започнавме со изградба на булеварот Партизанска и воедно се зафативме со промена на главната водоводна линија која што минува по трасата на овој булевар. Започнавме со изградба на нов мегапарк во вкупна површина од 70.000 метри квадратни веднаш до булеварот Партизанска. Уредена е крстосницата во населба Сењак како црна точка во минатите години со нова сообраќајна сигнализација. Континуирано вршиме партерно уредување околу стамбените единици во секоја населба во нашиот град. Градиме нови тротоарски површини и реконструкција на постоечките со цел пешаците да се движат безбедно. Изграден е нов полузатворен пазар на површина од 1200 метри квадратни со обезбедени нови паркинг места. Започнавме со изградба на спортски центар Джексон, спортска сала со капацитет од 1000 посетители. Изграден е нов турбокружен тек кај порта Пролет, со кој ќе се подобри безбедноста на сообраќајот и пристапот до клиничката болница. Улицата Ванчо Прке е пренамената во пешачка зона збогатена со многу урбана опрема и декоративни садници. Изградивме 2 нови катни гаражи во централното градско подрачје, со што драстично го зголемивме бројот на паркинг позиции, а во моментот е започната соградба и нова катна гаража, која што е трета поред во централното градско подрачје веднаш до зграда Промаја. Ќе се започне со изградба на обиколницата Пребег железничка Плуждино, со која ќе се избегне сообраќајниот метеж и ќе се овозможи урбанизација на овој дел од градот со оглед на тоа што веќе тендерската постапка е во тек. Извршено е партерно уредување со поставување на урбана опрема и обезбедување на нови паркинг места на следните локации: населба Автокоманда, Левац и Сењак, улица Борис Кидрич, населба 8 ноември, улица Пиринска, Партизанска, Христијан Карпош. Продолжуваме интензивно со изградба на линија 2, со што ќе се подобри водоснабдувањето на голем број на населби кои што во летните месеци имаат проблем со притисокот на чиста вода за пиење. Започнуваме со изградба на резервари за водоснабдување Пребег, Мери и Каваклија, со што ќе се подобри водоснабдувањето во високите зони од градот во летните месеци. Континуирано се врши промена на примарната и секундарната водоводна и канализациона мрежа. И за таа цел се вложени повеќе од 200 милиони денари во изминатите 3 години. Воведен е јавен градски превоз на територијата на општина Штип после 40 години со комплетно нови набавени 7 автобуси. Мултифункционални паркови и спортски центри. Изградени мултифункционални спортски игралишта во населбите Баби, Сењак, 8 ноември, Балканска, Леваци, Пребег, Караорман, Чардаклија, Три чешми, Ново село, Железничка и Дузлак. Нова памп патека во паркот во населба Баби. Изградена е нов парк за миленици веднаш на велосипедско-пешачката патека покрај река Брегалница. Изградена е нова балон сала во населба Три чешми, а целосно е реконструирана спортската сала во населба Караорман. Во делот на образованието,
Обезбедени се униформи за учениците во основните училишта од прво до пето оделение. Приспособивме простории во населба Три Чешми, со што ќе се овозможи во иднина да се згрижуваат дечиња од предучилишна возраст. Училиштата и градинките во општина Штип се енергетски ефикасни со поставени фотоволтаици. Пуштивме во употреба реновирани простории во подрачното училиште Ванчо Прке во Новосело за продолжен престој на учениците. Континуирано се реконструираат образовните институции и се создаваат подобри услови за настава. Во основните училишта, конкретно во основното училиште Димитар Влаков, реконструирани се спортските терени и изградено е детско игралиште. Ново спортско игралиште исто така изградено во средното општинско училиште Јане Сандански. Отворени се сензорни соби, реквизити и стимулативни алатки во многу основни училишта. Во делот на културата, активно се залагаме и за развојот на културата и зголемување на културно-уметничките настани во нашиот град. Успешно продолжуваме со организирање на Макфест, Штипско културно лето, Штип Fashion Days, концерти со реномирани изведувачи, ликовни колонии, изложби и многу други настани кои ставаат белег на денешницата. Во делот на спортот, продолжуваме да ја подобруваме спортската инфраструктура. Финансиски ги подржуваме нашите спортски клубови и организираме голем број на спортски манифестации со цел да ги мотивираме најмладите генерации да спортуваат и да создаваат здрави навики. Сето ова придонесе градот Штип на свечена седница во Европскиот парламент да биде прогласен за Европски град на спортот за 2024 година од страна на Асоциацијата ACES Europe. Почитувани, продолжуваме и понатаму честно посветено во интерес на граѓаните за нова иднина за нашиот град Штип. Ви благодарам.